Еден тешко повреден пациент од трагедијата во Кучани. 24 годишник од Кучани е 62-та жртва на пожарот. Сања Димитровска известува. Сања, каде се лекуваше овој пациент? Токму така 24 годишниот Стојанче Стефанов за жал не успеа да ги победи тешките изгореници повреди поради вдишување на чад. Тоа е 62-та жртва од големата трагедија во Кучани. Еден месец Стојанче беше на лекување во Воено-медицинската академија во Белград и цел месец беше поставен на апарат за механичка вентилација, односно беше еден од најкритично повредените од пожарот во дискотеката Пулс. Овде предлагам да ја слушнеме изјавата на заменик министерот за здравство. Станува збор за пациент со 27% зафатено со изгореници и сериозни повреди од вдишување на чад. Во ВМА е опериран на 4 април и е поставен на ЕКМО апарат. Но заради сериозноста на повредите, тој поголем дел од хоспитализацијата беше нестабилен и во тешка општа состојба. Сања, кога е овој пациент испретен на лекување во Белград и во каква состојба? Веднаш по пожарот во дискотеката Пулс, кога се пренесуваа сите оние повредени во здравствените установи низ земјата, Стојанче Стефанов беше хоспитализиран на Карил. Меѓутоа, по направената медицинска тријажа од страна на вработените во Карил е констатирано дека има навистина сериозни изгореници и по телото, меѓутоа и на горните дишни патишта, како и на белите дробови. И тоа е еден од првите кој што беше транспортиран на лекување во странство, односно во Воено-медицинската академија во Белград. Овде да ја слушнеме изјавата на раководителот на Карел, доктор Карталов. Со контактите што ги имавме со професор Воислава Нешковиќ од Белград и останатите колеги, добивме информација дека уште од самиот старт пациентот бил во критична состојба на механичка вентилација, за да по влошувањето на неговата состојба 12 дена пациентот бил поставен на екстракорпорална мембранска оксигенација. Влошувањето настапува во раните сати. Пациентот им подлегнува на повредите некаде околу 11 часот денес. Сања, уште колку лица се хоспитализирани како повредени од трагедијата и каква е нивната состојба? Според информациите од Министерството за здравство, денеска треба да се врати пациент кој што беше на лекување во Солун и во странски медицински центри ќе останат 45 пациенти. Според она што го соопшти заменик министерот за здравство, двајца се во потешка, меѓутоа не се во критична состојба, додека пак во македонските здравствени установи на лекување има 6 пациенти, меѓу кои се и двајца во клиниката за хируршки болести Свети Наум Охридски, кај кој беше направена трансплантација на кожа. Инаку од пожарот кој што се случи на 16 март, 62 лица загина, околу 200 беа повредени, а повеќе од 110 беа транспортирани на лекување во 22 европски земји. Сања, ти благодарам.